Јас би сакал денес, бидејќи следните две саботи, одново имаме гостин, само да го завршам оној дел од серијата за Божието царство, што се однесува на бројки, статистики, квантитет. Започнато уште во август со проповета за Давидовиот попис. Имаше подолга пауза и со се моите евоцирани спомени и постоа со Паул Букур. Јас би сакал на почеток, еве сега влегува 12-тиот. До сега броев 11 души дека сме, сестра Луиза е 12-тата душа присутна во салата. И некој кога влезе сестра Менка, ми рече на мене таму позади, двајца без тројца. И јас ја охрабрив, како двајца без тројца, само вашето семејство се повеќе од тројца. А потоа кога ги изброив сите, бе 11 души, значи пред да влезе сестра Луиза. И си викам 11 души. Па толку биле апостолите, кога Христос воскреснал. 11 души и само едно засилување примиле со апостол Павле. И тие 12 души, колку што сме сега, 12 души. Точно, како е слугата на Елисеј, да. Но со 12 души, на Господ му треба само 12 души, за да започне едно дело, кое што непријателите на тоа дело во Солун и во Вереја, конкретно, евреите што живееле таму, сведочеа дека тие 12 души го испревртоа целиот свет. Зошто? Затоа што не беа само 12, што вели Раде. Туку заедно со Светиот Дух. Заедно со Светиот Дух таа математика е веќе многу поинаква. Јас би сакал да ве повикам да отвориме во 1 Самуилова 14 глава. Истата таа книга, каде што читавме на времето за Давид и Голијат, па и за Сауловите предходни битки. Сега во 14 глава, малку понапред, уште во времето на владењето на Саул, и во времето пред Саул, израелскиот цар да ги направи своите катастрофални грешки, погубни, кои што ќе го чинат живот вечен, се подсетуваме дека Библијата не известува за неговиот син, Јонатан, како верен човек. Јонатан бил верен. Цело време бил верен, иако ќе загине и тој заедно со Саул во последната битка против филистејците. Но која е разлика? Таткото гине за вечност, го губи вечниот живот, а Јонатан, иако и тој гине телесно во таа битка исто, сепак Јонатан гине верен и ќе воскресне на денот на второто Христово доаѓање. Да почитаме кое искуство, да се подсетиме поточно, верам дека сите ова сте го читале некогаш. Кое искуство го имал Јонатан во една од поранешните битки со филистејците? Во 14 глава, јас ако се сеќавате летоска само споменав како во својата надменост и во својот гнев Саул изрекол една глупава заклетва, која што за малце ќе го чинела животот на својот син Јонатан. Тоа е во вториот дел на главата, но ние ќе читаме од почетокот на главата, ќе го
прочитаме првиот дел од истата. Тука во овој превод главата носи наслов Јонатан напаѓа група филистејци. Значи, самиот наслов на главата навестува дека еден Јонатан може да победи група Божии непријатели. Нешто слично на Самсон. Но Јонатан не бил сам, бил со само уште еден. Значи, од Самсоновата војска само уште еден војник повеќе. Еден ден Сауловиот син Јонатан, вели првиот стих, му рече на својот слуга, оруженосец, тој е тој другиот, дојди да минеме кон филистејската стража од онаа страна. А на татко си тој не му кажа за тоа. Значи Саул не знал за ова. Саул пак се наоѓаше кај Гива, или некои преводи велат Гава, Гибеа на еврејски и на англиски, под калинковото дрво кое е во Мигрон. Со него, значи со Саула, беа околу 600 мажи. Ова е релативно голема бројка. И Ахија, синот на Ахитуф, братот на Ихавот, син на Финес, син на Илија, свештеникот Господа во Силом, кој носеше ефот, значи тие од времето на Самуил. А народот не знаеше дека Јонатан заминал. Значи Јонатан сам со својот оруженосец на своја рака ја минува линијата на фронтот и преминува во непријателска позадина. Многу ризично, многу лудо, би рекле мнозина. Многу храбро. Што од сите овие? Храбро е сигурно, но дали е лудо? Дали би бил изведен на воен суд заради ова? Во некој денешно време, да речем. Или минатиот век. Сам на своја рака, без команда, без да биде испратен од некого. Сепак тој бил царскиот син, можел да си дозволи ваква екскурзија. Значи не бил под ничија друга команда, освен на татка си, на царот. Но и тоа на некој начин е престап. Значи ниту царот не знае за ова. Сепак, што се сеќаваме од летоска, кога ги читавме Сауловите битки, иако тоа подоцна, Саул сега се уште е верен Саул овдека, подоцна ќе ги направи своите промашувања. Читавме дека израелците во бидејќи филистејците биле безброј, голема бројка на Божии непријатели. И логично е, сосем нормално, сосем природно е, израелците кои што биле помалку на број, да бидат обземени од што? Од страф, се разбира. И затоа ништо не се случува. Едните улогорени ваму, другите таму и сега од страф ништо не се случува. Затоа Јонатан ја превзеде ова иницијатива. Понатаму, четвртиот стих вели: меѓу премините низ кои Јонатан сакаше да се пробие до филистејската стража, имаше остра карпа од едната страна и остра карпа од другата. Едната ја нарекуваа Боцец, а другата Сене. Едната карпа се издигаше на север кон Михмас, другата на југ кон Гева, овде бе. Во вториот стих беше Гива. И му рече Јонатан на својот слуга оруженосец: дојди да преминеме кон стражата на необрезаните. Значи на неверниците. И сега да го запометиме следното што го кажува, бидејќи тоа е принципот што ги заокружува сите овие теми во врска со бројноста на Божиот народ или бројноста на непријателите. Може би Господ ќе ни помогне. Видите, може би. Значи, сепак е ризична оваа операција на Јонатан. Не бил
наполно сигурен во успехот на својата мисија. Што тука покажува една малку повеќе, да речеме, луда храброст, но во таа луда храброст, во тој ризик, сепак постои вера. Изразена во следните зборови. Може би Господ ќе ни помогне, бидејќи што? За Господ не е тешко да спаси, било со мнозина, било со малкумина. Многу убави зборови. Господ може да спаси и со малку, и со многу. Можел Господ да го избави Израел со 30.000 души во Гедеоновата војска? Можел. После на колку беа намалени? Кога им рекоа, кој се плаши, нека светите до. Тоа беше последното. Тука некаде 10.000. Па после, преку вториот тест со водата, на само 300 души. Значи, тоа е од 30.000 на само 300, 100 пати поволку. 1%, точно. 1%. Господ може да спаси било со мнозина, било со малкумина. И оруженосцето одговори, прави се што ти е во срцето, ете јас сум со тебе, оди каде што сакаш. Јонатан рече, еве ќе преминеме кај оние луѓе, ќе застанеме да не видат. Ако ни речат застанете додека да дојдеме до вас, ние ќе застанеме на места свој и нема да одиме кај нив. А ако пак кажат дојдете кај нас, ние ќе излеземе, зашто Господ ги предал во рацете наши. И тој ќе биде знак за нас. Ова е интересен тест за препознавање на Божјата волја, што самиот си го поставил. Иако не гледаме, не читаме никаде Господ да му кажал такво нешто. Значи, сепак е на своја рака, сепак е многу ризично. Може би многу глупаво, може би дрско и така натаму. Но во Јонатановото срце имало некаква вера. Може би мала вера. И таа вера Господ сакал да ја награди. Кога и двајцата застанаа за да ги види филистејската стража, филистејците како реагираат? Реагираат со подсмев. Бидејќи тие се многу, евреите се малку, кај се тие малку, овие се само двајца. Ете, евреите излегуваат од дупките од кои се беа сокриле. Значи, ова е чисто мајтап коментар. Евреите се страшливци, се кријат во дупки. Се сеќам кога бев мал, мајка ми со голема доза на гордост кажуваше како русите кога влегуваа во Берлин 45 година, вика од дупки вика ги вадеа германците. И пака покажуваше со раката, вика од дупки ги вадеа германците. Тоа е така од гордост кажано, од надменост. Еве сега евреите се кријат во дупки и од дупки излегуваат. Иако еврејската војска не се крие во дупки, таа е улогорена неколку километри подалеку. Но ова е кажано така, со подбив, за да ги понижат. И извика стражата кон Јонатан и оруженосецот негов, велејки, дојдете кај нас и ние ќе ви кажеме нешто. Значи, овие велат дојдете. Тоа беше знакот. Што Јонатан си го постави. Ако рече дојдете, Господ ги предал во нашите раце. Тогаш Јонатан му рече на оруженосецот, оди помени, зашто Господ ги предава во рацете на Израел. Видете каква храброст. Цела војска филистејска, они се само двајца, и тој веќе се чувствува победник, затоа што се исполнил знакот. Веројатно, претходно и се помолил во себе, Господе, ако е Твоја волја, ако ги предадеш во наши раце, нека биде вака. Ако ни речат вака, значи тоа е Твојата волја. Ако ни речат онака, значи не е. Тогаш Јонатан почна да се качува со раце и нозе, бидејќи се работи за стрм, значи рид. А оруженосецот негов по него и филистејците паѓаа
под ударите на Јонатан, а оруженосецот ги доубиваше по него. И во тој прв пораз, нанесен од Јоната и оруженосецот негов, падна околу 20 души. Значи, од тие се двајца, убиваат 20 филистејци, 10 пати повеќе. На простор од околу половина хектар земја, превеле тука. Како сте, Константинов? Ово, тоа е колешински израз. Тоа скопјани не би го разбрали. Рало, да. И сега, само 20 души загина од филистејците. Значи, и тоа не е некоја загуба. Може би незначителна загуба. Но, битно е како делува Господ. Вели во 15 стих, па настана ужас во логорот, тоа е тоа сега. Значи, не е битно што Јонатан и неговиот другар убиле 20 филистејци. Иако е тоа само по себе подвиг. Овие двајца, овие 20. Самсон 1, филистејците илјадници. Филистејците со мечеви, Самсон со магарешка вилица. И Самсон победува, затоа што е Господ со него. Но овој ужас, што го читавме и во времето на Јосафат и тогашните непријатели, моавците, во таа битка. Ужас во логорот на непријателот. Стражата и меѓу сиот народ, стражата и оние што ја опустошија земјата многу се уплашија. Па и земјотрес се случил, згора на тоа. Се затресе целата земја и настана голем ужас од Господ, вели 15 стих. Се разбира од кој друг. И остатокот е само еден епилог. Може да си го дочитате и дома, и сега, ако сакате. Меѓутоа, ова е битното. Откога Господ ќе интервенира, поратаму останатото е завршена работа. Кога Господ веќе ги предал пред да почне битката, замислите вака да се однесуваме со нашите искушенија. Значи, не напаѓа искушение и затоа вели, што вели апостол Јаков. Се сеќавате? Радувајте се, браќа мои, кога ќе ве снајде или ќе ве нападне некое искушение или некоја напаст. Зошто да се радуваме? Зошто да се радуваме? Радосно ли е да се најдете во напаст или во искушение? Зребе, тоа нешто радосно. Па токму затоа што по природа тоа не е радосно. Секој испит, секоја проба, секоја искушение, секоја битка, тоа не е нешто радосно по природа. Но токму затоа што не е по природа нешто радосно, Библијата не повикува да се радуваме. Господ не повикува да се радуваме во такви ситуации. Зошто? Затоа што Тој е со нас. Тој е оној кој што однапред ги предава непријателите во наши раце. Значи, наместо дефетистичката нова теологија, која што зборува нема чаре против гревот, додека сме во вакво тело, ќе си грешиме до второто Христово доаѓање и потоа ќе отидеме по ѓаволите. Наместо да одлетаме. Како што слушнавме во песната. Наместо тој дефетизам, Господ не повикува не само да победиме, туку да се радуваме уште пред победата. Со вера, знаејќи дека Господ го предава искушението или било кој непријател,
веќе го предава тој непријател во нашите раце. Ако го имаме тој дух, навистина ќе се радуваме, бидејќи секое искушение за нас ќе представува прилика да ја покажеме нашата верност, нашата љубов кон Господа. Прилика, како кога некој силен играч, тој се радува на секоја прилика, која ќе треба да настапи, да заигра, бидејќи тоа е за него екзибиција, тоа е прилика да се покаже, прилика да триумфира одново и одново, да извојува уште една победа и така натаму. Значи не е некој што се плаши од битката или од надпреварот, се тресе, леле, како ќе преживееме сега. И така натаму. Туку некој што се радува, што предстои битка, предстои надпревар, предстои шанса и прилика да се покаже во духовната борба, да го прославиме Господа, да го победиме секој непријател или секоја напаст, секој искушение. Господ, значи, и на овие двајца им дал голема победа над целата филистејска војска. Со двајца. И тоа веќе не било чудно, затоа што пред нив порано живеел Самсон, кој што не бил ниту двајца, туку само еден. Господ може да спаси и со еден, и со двајца, како и со илјадници. Да размислиме малку за наше време, бидејќи за наше време е сето ова запишано и за наша поука. Што мислите? Денес последните статистики кажуваат, иако деноминацијата само по себе не е битна, всушност и двете адвентистички деноминации заедно со реформацијата не се битни. Но, еве да речеме, денес последните статистики кажува дека има вкупно 20 милиони адвентисти во цел свет. Може би и некој милион повеќе сега. Тоа некој уназад, може би 5-6 години, тоа го знам. 20 милиони. Што мисли, дали тоа битно, што има 20 милиони адвентисти? Воопшто не е битно. И ние гледаме дека тоа воопшто не е битно. Се сеќавам, пред 20 на години, на крајот од 90-тите, се зборуваше за 14 милиони во тој период адвентисти. Кога првпат влегов пак во црква пред 28 години, тогашната статистика, памтам, беше 10 милиони адвентисти во целиот свет. Да го оставиме сето тоа на страна. Најверојатно тие не се одземаат. Така. Може би и починатите не се одземаат. Мнозина се крштеваат таму во тропските предели, во прашумите, во цивилизираните земји, богатите земји, мнозина отпаѓаат, особено по најголемиот земјотрес што се случи со новата теологија во времето на Дезмонд Форд. Јате, на повеќето од вас не ви беа многу познати ниту Хепенстал, ниту Максимилијан Андрисен, кој што беше на страната на вистината. Имаше и поранешни, Беленџер беа споменати, имаше еден Флечер, се викаш, во, мислам, 20-тите години, од минатиот век. Јас сите нив ги знаев од книгите на Стендиш, пред тој и јас не ги знаев. Но, за Дезмонд Форд сите сте знаеле уште од при 40 години.
сте чуле. Зошто сте чуле? Бидејќи тој беше најголемиот удар, најголемата катастрофа што и се случи на Адвентичката црква и уште порано беше познато неговото име. Мнозина отпаднаа, не верници, илјадници во Австралија само. Мнозина проповедници отпаднаа заради неговата теологија и ја напушти Адвентичката црква. Но денес, од тие 20 милиони, повеќето што остануваат во црква, не мора да си заминат, да ја напуштат. Тие што остануваат се заразени со новата теологија. Значи, тие го губат вечниот живот и покрај тоа што одат секоја сабота во црква. Страшна ситуација. Физички присутни во ред, не само физички присутни, има и многу забава секоја сабота во црква. Има многу интересни работи. Има спортски надпревари, има театарски представи, има ручеци, нели то секогаш, има што друго. Понекогаш концерти има. Јас се сеќавам Хајди од Волково, уште минатиот век, кажуваше дека во Германија, значи сабота сабајле имаат богослужение црква, а навечер ги вадат клупите, ја празнат целата сала, значи ги вадат клупите надвор, да биде слободен целиот простор, и се собират младите на концерт. И да речем, тука некој ќе свири, ќе пее, а публиката долу се ниша лево-десно, така се секам со запалки запалени, вака. Да, се со мобилни може, да. Тогаш со запалки. Значи, и има концерт. Јас секам кога бев кај, како се викаше, шурата на Томе Божинов, го заборев. Во Германија што сега е починат, нели? Кога бев кај него во Ашафенбург 2000-та година, Диме, да, благодарам. Жена му ја памтам, Атанаска. Таму имаше едно грчко себенство Каршинив, па они ги повикаат и јас на нив им зборував, им сведочев толку многу што се заинтересираа, посакаа да станат адвентисти. Меѓутоа, Диме ми кажа, ми покажа слики од нивната црква таму, на многу луѓе кои што сега ги нема, особено целата младина ја напуштила црквата, откако нивниот проповедник направил прелюба во таа црква. Може да најдеме многу вакви примери низ целиот свет, бидејќи сето тоа се последици на новата теологија, на тој дефетизам, на таа немоќ луѓето да се справат со искушенијата, со гревот, со страстите и така натаму. Страшна работа. И навистина гледаме дека бројката не е битна. 1888 година имаше само 90 и кусор илјади адвентисти во целиот свет. Немаше ниту 100.000. Значи немаше ниту 10% од милион. Во времето на смртта на Елена Вајд 1915, мислам дека, ако се сеќавам добро, не се ни битни сега овие бројки, дали точно ги кажувам или погрешно се сеќавам, околу 132.000 во годината на незината смрт. И сето тоа не е битно. Вкупниот број на адвентисти во времето на Вилијам Милер, кој што пред разочарувањето, значи кога беа сите обединети заедно, беше, знаете колку? Кога заедно го проповедаа гласниот вик тогаш. Само 50.000. И се разбере само во Северна Америка во тоа време. 1844 година. Уште помалку.
колку беа апостолите и Христовите и другите следбеници во горната соба во Ерусалим на денот Педесетница. Беа само 12 апостоли по 10, само 120 души. Само 100, после 3,5 години чуда, надприродни исцеленија и воскресенија дури на некои лица, со се Христовото воскресение на крај, од целиот израелски народ само 120 души на Христова страна на денот Педесетница. Бројките не се воопшто битни. Господ можеше да го заврши своето дело уште во 19. век, ако беа исполните само некои битни услови, не многу на број. Ме може да речем само еден битен услов. Послушност кон Божијата волја, послушност кон Божиот план, прифаќање на неговата праведност, неговата порака за Христовата праведност. Тие 12 души или вкупно 120 со сите верници, кога го примија Светиот Дух, што направија? Донесоа нова ера во историјата на човештвото. Ја направија најголемата револуција што ја познава, што светот било кога ја видел. Тие 120 души со Божиот Дух се претворија во милиони и милиони христијани, и тоа не само во Израел, таму немаше да ги собере, туку по целиот свет. И кога спласна, кога беззаконијата почна да се множат и во таа голема црква, да речеме од 4. век натаму, и кога спласна првобитната побожност, се повлече Светиот Дух, тогаш што е битно што цела Европа беше христијанска со се нејзините цареви, кога сите живеат во грев. Што се битни тогаш тие големи бројки? Воопшто не се битни. Како што и 20 милиони адвентисти денес воопшто не се битни. Би сакал на крај да завршам со една друга, значи, едно друго евоцирање на спомени. Често пати слушаме и ние кажуваме, и некои од страна кои што ни гостуваат, велат, да даде Господ да се наполнат овие редови, како Божем да не знаеме, како Божем не сме виделе како изгледа оваа сала да биде наполнета. И тоа не мислам на некои специјални саботи, специјални собори, или како кога беше Андреј Орашано на 20. април. И знаете зошто тогаш изгледаше преполна оваа сала? Затоа што верниците од другите скопски цркви, значи и од Вера, и од Влаја, и тоа без шутка, таа и не спаѓа официјално во Скопскиот округ. Кога сите верници од Скопскиот округ ќе се соберат во оваа сала, или повеќето, значи, како што некогаш и било, само оваа сала беше единствената богослужбена сала, единствениот молитвен дом за сите скопски адвентисти. Во тоа време и со се ромите. Бидејќи шутка, официјално ја водат под Кумановски округ. Значи не спаѓа во Скопски округ. Ние сите се сеќаваме, веруваме најмладите се сеќаваат дека ние живеевме во време кога оваа сала секоја сабота беше полна. Кога сите скопски адвентисти тука доаѓаа на богослужение. И што се случи од таа голема бројка?
Еве ќе ви кажам едно интересно искуство и мислам дека и порано сум ви го кажувал. Мене ми се случи да бидам единствениот, може би, до Трајче Тодевски. Веќе Трајче Тодевски по негово барање присуствуваше на две наши одборски седници. Иако пријател. И тоа само на тие одборски седници кога се дискутираше за иницијативи околу соединување на оваа црква со македонската мисија. Пред тоа, јас бев можеби првиот во историјата на адвентизмот, како пријател, значи уште не сум ниту член на црквата, како пријател да бидам присутен на одборска седница на тогашната Скопска црква пред расколот. Конкретно, тоа беше Велика сабота, значи пред Великден на 25. април 1992 година. Сега ќе ви кажем како се случи тоа. Не се случи по моје барање, се разбира. Нито имав интерес да присуствувам на одборска седница на црквата. Таа сабота бевме, бевме максимум 4 души, кои што беа подготвени за крштевање, и таа сабота требаше да поминеме низ одбор, да бидеме испрашани пред нашето крштевање во оваа црква. И јас бев последниот. Значи, пред мене беа тројца и јас бев последниот. Се сеќавам, еве една занимливост, малку смешна. Кога излегуваше првиот, па овие другиве како предиспит на факултет се плашат. Леле, што ќе биде се? Да, кои се прашањата? И мислам проповедникот Ацо Гошев беше, сакаше да не охрабри, да не смири, иако јас не се плашев. Ги смируваше другите велики, не се плашите, тоа само Малахија, нешто така. Ке ме прашаат за Малахија. Како другото и да не е битно. Како другото да не е битно. И тоа беше една мала занимливост. Јас бидејќи бев последниот што влегов за испрашување пред одбор, а тоа беше специјален одбор, во тоа време беше присутен тука и се уште течеше евангелизацијата на Самуел Моние од Универзалната сала, се пресели тука после. Јас се сеќавам само на едно прашање, ме испрашуваше Богдан Бибулович, бејќи тоа беше заради Моние беше присутен на таа одборска седница. Бибулович, Аслимовски, Тасевски сигурно бил и он. Мислам, 3-4 проповедника други беа присутни. Мислам дека освен Бибулович беше уште некој од Србија, само не памтам. Значи, беше многу проширена одборска седница, но проширена со проповедници, гости и така натаму. И се сеќавам на едно прашање на Бибулович, бидејќи тоа ми беше најдраго, и затоа го запамтив до ден денес. Кој ме праша за тројството, не се сеќавам што конкретно ме праша за тројството, но се сеќавам дека ме праша од тројцата, Отецот, Синот и Светиот Дух, кој е тој што говорел преку пророците. И јас одговорив како од пушка Светиот Дух. Тоа беше точно прашање. Точно одговор. И некој Богдан многу ме сакаше. Ме познаваше само неколку месеци, бидејќи тој од Приштина редовно доаѓаше секоја сабота тука, помеѓу ноември 91 и тогаш април 92. А Никола, иако живееше во станот тука, секоја сабота одеше во Куманово да им служи таму,
на таа црква и само вечерта беше присутен на скопското богослужение. И да прескокам сега некои работи. Кога заврши испрашувањето, интересна работа, на никој не му текна дека сум јас се уште таму со нив и на никој не му текна да ми рече да ме замоли да излезам. Бидејќи моето испрашување заврши. И така, јас и останав и ги слушав сите муабети во врска со сите, значи сето оно што понатаму следеше на таа одборска седница. И тука не се сеќавам сега на се, ниту ме интересираше се што се збореше таму. Но една работа што ја кажа Моние тогаш, никогаш не можев да ја заборавам. Очигледно уште тогаш беа актуелни проблемите кои што ќе доведат и доведо една година подоцна до раскол во оваа црква. Се сеќавам Моние кажа, иако тогаш не разбрав многу ниту контекстот зошто го кажал тоа, ниту ги знаев цитатите од Духот на пророштвото се уште, кои што зборуваат за тоа дека местните цркви не треба да бидат големи, до 50 души максимум. Ако има повише верници, треба да се основа друга местна црква, а не да се пумпа едната со мега секта. И Моние кажа една работа, а беше многу верен човек, како што се сеќавате. Чувствувам и треба, вие во Скопје треба да имате две цркви. Со други зборови, тогашните верници кои што одеа секоја сабота во црква, според Моние беа премногу за оваа местна црква. А не сеќавам само на еден податок, сигурно беа 120 на список во црковната книга. Мислам дека дури еднаш Винко кажа дека биле 160 со се сите оние што не одат редовно или што отпаднале можеби во меѓувреме или стари лица, како родителите на Раде, например, стари што веќе тие години не одеа во црква, или кои други. Со се сите, значи сите што биле запишани во книга околу 160. Много, значи 3 пати повеќе од оној максимум 50 души за една местна црква. Се разбира 50 души да бидат секоја сабота тука би било сјајно. И ние обично толку бевме после расколот. 90-те години тука некаде околу 40, не баш 50, но околу 40 души бевме. Со се сите што се сега починати, што се сега иселени и што некои од нив, иако се уште живи во Скопје, веќе одамна не доаѓаат. Да, множина премина во другите скопски цркви. Поентата на сето ова е што? Да не интересира бројката, браќи и сестри. Бројката е небитна. Господ може да спаси и со многу, и со малку. Кога сме многу, нашето човечко чувство е радосно, и многу сме. Па таквите саботи се свечени, пријатни. Може би следната сабота ќе биде таква, ако даде Господ, не знам. Не очекувам да биде како на 20 април, не очекувам да биде, меѓутоа сигурно ќе биде подобро од ова. Но, иако нашето човечко чувство е добро кога се полни овие клуби, да не забравиме дека тогаш кога црквата беше најполна, 92 година, тогаш пукна тиквата. Каде што има многу луѓе, многу гужва, има и многу што? Многу проблеми. И тоа е
И секаде е тоа така. Денес кога Адвентичка црква има 20 милиони верници во целиот свет, денес има најмногу проблеми, најмногу ереси, душе погубни ереси, најмногу неморал, најмногу соблазни и така натаму. Но бројката не е битна. Битен е квалитетот. Каква е нашата духовност? Бидејќи Господ со волкав број колку што сме денес, со толку апостоли, поточно, го преврте светот. Нека Господ ни даде понизност, покаяние, Дух Свети, да се облечеме во Христовата праведност, да го постигнеме квалитетот, а останатото е веќе завршена работа. Нека му е фала и слава вечно. Амин.